Првата сезона од дебатно-политичката емисија Анализи и коментари на телевизија Стар донесе 33 емисии со неколку гостувања на председателот на Граѓанско-демократската унија Петар Колев. Неколку месеци подоцна јавноста ја подсетуваме на некои поинтересни изјави и ставови на Колев. Тогаш кажав дека јас не верувам дека најголемиот буџет во оваа земја ќе помогне за некаков исчекор во таа насока, бидејќи 30 години ако човек направи ретроспектива на растењето на буџетот во државата и тоа дали нешто се променило во соодветните сектори, сам може да констатира дека колку поголем буџет има оваа земја, толку повеќе проблеми имаме во соодветните сектори. Тогаш кога Македонија имало далеку помал буџет по дадени прашања, образование, здравство и така натаму, системот функционирал можеби малку подобро од колку што функционира денеска. И зошто го зборувам сето тоа? Затоа што Македонија е најбирократската држава во Европа и тоа треба да го знаат нашите граѓани, а под превезот на тој патриотизам кој што ни го продаваат 30 години, колку тие многу ја сакаат државата и се големи патриоти, на крајот на денот ги крадат парите за нашиве деца за градинкиве. Ги крадат париве за нашиве баби и дедовци за пензии. Ги крадат парите кои што се предвидени за подобро здравство. Всушност, тие со начинот по кој што функционираат недомаќински, неодговорно, нечестно, недобронамерно, го оштетуваат секој еден човек во општество. И затоа велам дека ако не се направат потребните реформи кои што до голема степен се сврзани со членството на Македонија во Европска унија, јас во таквите економски лекции оддамна сум престанал да верувам. Има цели анклави во оваа земја каде што македонското законодавство не важи. За да може владата да се справи со таков тип на мерки, враќање пари кај граѓаните, повраток на ДДВ, радиодифузна такса, струја ефтина, скапа, прво треба да имаме сериозна наплата на вода и на струја. Не само во Западна Македонија, во Источна Македонија има цели места каде што не се плаќа вода и струја. И сега ние треба да бидеме нереални и да се правиме дека тоа не го гледаме, а всушност тоа е факт. Сега прашањето е следното. Дали македонската влада разбра дека без решавање, тоест без почнување на решавање на тие проблеми, сврзани со корупција, со владење на право и така натаму, дали свати дека Европската унија не верува на емоции, солзи и плачки и нема да ни ги одаде патот по кој што ние сакаме, нема да ни ги отвори вратите по патот по кој што ние сакаме да врвиме. Зошто? Сите си викаат зошто сега Европа на нас не ни дава датум. Почитувани сограѓани, со почнување на преговорите со Европската унија, отварањето на поглавијата, влегуваат и фондови. Тоест, пари на германциве, французиве, италијаниве, бугариве, грциве, кои што плаќале даноци, и на нас таа истата Европа ќе ни ги даде поклон. Тоа ќе бидат милиарди евра исипани тука, под формата на инфраструктурни проекти, зголемување на капацитет на администрација, образование, полиција и така натаму и така натаму. Сега представете си следнава хипотеза. Франција и Германија и сите останати земји членки да ни на нас секоја година даваат по 500 милиони поклон, а ние да ги крадеме, тоест нашиве политичари да ги крадат по правилата по кои што го крадат нашиот по бюџет. нашите навики, балкански и македонски. Колку и ние да се лутиме на европјаните, не очекувајте дека тие ќе бидат толку наивни секоја година да ни даваат милиони евра подароци, а ние да ги крадеме. Јас сум убеден дека нашиот камен кој што ќе не сопне или камен на сопнување е точно специјалното јавно обвинителство. Специјалното јавно обвинителство беше создадено за да ја врати довербата во институциите, за да почне барем малку да владее правото и за да некои луѓе во ово општество после 10-15 години добијат соодветна казна за работиве кои што ги направили. Едниот од тие луѓе веќе е политички азилант во Будимпешта, а неговата партија денеска зборува за правда и правдина, ВМРО ДПМН, тој е почесен председател, да ги подсетам граѓаниве, нели, дека помеѓу сегашно во раководство на партијата и почесниот председател нема никаква дистинкција. Голем дел од експертите кои што работеа заедно со тој човек и кои што се реално клиенти на специјалното јавно обвинителство и ден денеска се на раководни функции во партијата. Истаа партија се финансира од истиве спонзори кои што голем дел од нив се клиенти на исто специјално јавно обвинителство и по некаква случајност истите тие луѓе се рекламираат на еден ТВ. И кога ќе ги собереме сите овие работи во пакет,
да тоа што сум го кажал пред 3, 4 или не знам колку 5 месеци, ден денеска веќе е уште поочевадно. Ние како општество, за жал, и тоа основниот проблем е во ВМРО и СДСМ, ВМРО ДПМН и СДСМ, не успеавме да смогнеме сили да создадеме инструмент кој што ќе ни помогне, како специјално во јавно обвинителство, кој што ќе ни помогне за во оваа земја, ако не барем малку да биде задоволена правдата. Знаете ли, ова што ни се случува со Никола Груевски покажува дека ние сме една многу лоша имитација на држава. Јас не можам да си представам дека е возможно бившиот премиер, кој што на прва рака има 6 или 8 луѓе професионални полицајци кои што го обезбедуваат и се грижат за неговиот живот, а повеќе од 2 дена не знаат каде е. Како тогаш не се мобилизирало МВР, бидејќи тој човек можело, како што вели премиерот Заев, да е киднапиран, а МВР има задача да го чува. Секојаш кога во оваа земја владата ќе направи некоја сериозна глупост во надворешната или во внатрешната политика, во истиот момент на другиот ден ни се прожектира некаков филм со можни терористички напади, со бегство на некого, со апсење на некои бивши функционери. И ова е пракса која што за жал веќе и луѓе кои што не се интересираат толку од политика можат да ја видат, бидејќи ќе се случи некаква глупост, примерно како на Венко Филипче или некаква друга глупост во односите помеѓу Скопје и Софија и одма може човек да Да очекува дека после 2 дена ќе се апси некој бивш функционер од ВМРО ДПМН, нели? И така со нетарпение ги читам вестите на интернет или ќе гледам пред телевизија, очекувајќи да видам кој е тој што ќе го апсат, нели? Горе долу е јасно. За моја огромна жал, господинот Миле Јанакиевски е најредовниот клиент. Да, најредовниот клиент. Јас очекувам дека најверојатно Европската комисија ќе има многу тврд и остар став кон Македонија и сме многу близу до тоа да не избега можноста за добивање на датум за преговори за Европска унија. Ако овие луѓе од ВМРО ДПМН, од СДСМ и ДУИ продолжат по ваков начин, јас сум убеден дека ние нема да добиеме датум за преговори со Европска унија.